Дури кога ја слушнаа цената на концесијата за двете ловишта во општина Кочани, ловците сватија дека некој ги изиграл и им наметнал скопски концесионер за багателна цена. Имено за вкупно 1000 евра годишно или за по 500 за ловиште, извесен Бруно од Скопје, кој сам надавал на електронската аукција, успеал да ја добие концесијата за 10 години и со тоа да се стекне со право да стопанисува со ловните терени Подлог и Бање. На вчерашниот состанок на управниот одбор на Сојузот на ловците, претседателот Ванчо Димитриев искажа жалење затоа што едно од најстарите ловни здруженија не ја добило концесијата и со тоа му се заканува згаснување, но сето тоа нема да го реши проблемот на кочанските ловци. Особено поради тоа што ловното здружение Осогова во своето долгогодишно постоење има изградена соодветна инфраструктура, како ловен дом и просторија со препарирани животни, фазанерија, стрелиште, чеки за ловци и друг штетен дивеч. Кочанските ловци со децении успешно и домакински стопанисуваат со ловиштата и дивечот и таквиот однос е граден со децении. Затоа сега е апсурдно некој за ефтини пари и на лесен начин да ужива во благодетите на оваа значајна стопанска гранка, која меѓу другото е интересна и од аспект на ловниот туризам од меѓународни размери. Раководството на ловното здружение Осогово деновиве во акција за поништување на доделената концесија, зашто најавуваат реакции до премиерот Никола Груевски и протестни собирања на членовите на здруженијето, се до остварување на целта со кочанските ловишта да стопанисува кочанското друштво.